Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говорам за фенилкетонурија, алкаптонурија, цистинурија и албинизам. Да започнеме. Фенилкетонурија е заболување кое се наследува автозомно рецесивно. Што значи тоа? Автозомно значи дека генот се наоѓа на автозомните хромозоми, односно дека е иста шансата да се јави заболување во и кај машки и кај женски деца. Значи не се наоѓа кај половите хромозоми. Рецесивно ни укажува на тоа дека треба да имаш два рецесивни алела со цел да се манифестира фенотипски. Да речеме значи дека детето дека е болно, односно дека има два рецесивни алела зададениот ген, а тоа значи дека ако родителите биле фенотипски здрави, мора да биле хетерозиготи. Значи ако родителите се здрави, а детето е болно, тоа значи дека родителите морале да бидат хетерозиготи, така што и двата родителя имале по еден рецесивен алел кој го пренеле на детето. Има 25% шанса да вакви родители дадат дете кое всушност ќе биде заболено. Значи во овој случај родителите се само носители на болеста, али кај детето ќе се манифестира. Значи вака имаше 25% шанса дека детето ќе биде болно, додека ако едниот од родителите беше исто со фенилкетонурија, во тој случај има 50% шанса така дека и детето ќе биде болно. Во ред. Друга интересна работа е дека постојат околу 500 алели во човековата популација за дадениот ген. И ова заболување се јавува кај 1 на 15.000 новородени деца. Сега да видиме што всушност кодира овој ген и зошто кога имаш два рецесивни алели се појавува заболувањето. Кога имаш два рецесивни алели, всушност имаме недостаток на дадениот ензим или пак се добива ензимот, но е помалку функционален. А ензимот во прашање е фенилаланин хидроксилаза. Сега, зошто е битен овој ензим? Тој учествува во метаболизмот на фенилаланин. Ако се симнеме овдека доле, накратко да го поминеме метаболизмот на фенилаланин, ќе ви стане многу појасно. Фенилаланин е аминокиселина која ја имаме во храната, така значи ја има во протеините. И ти сега кога внесуваш протеин, тој се деградира и се добиваат аминокиселини, мали пептиди, и дел од овие аминокиселини тука спаѓа и фенилаланинот. Дел од овој фенилаланин повторно ќе се искористи за синтетизирање на нови протеини во телото, значи околу 30%, но 70% од фенилаланинот ќе биде всушност конвертиран во тирозин, која е друга аминокиселина. Кај тие кои што се заболени со фенилкетонурија, односно имаат недостаток на овој ензим, кој што ја катализираше таа хемиска реакција, тие индивидуи не можат да го конвертираат фенилаланинот во тирозин. Поради тоа, целиот фенилаланин може само да иде во два правци. Или да прави протеини, или пак да иде низ овој алтернативен пат, во кој ќе се формира фенилпируватна киселина, односно фенилпируват, фениллактатна киселина и некои други метаболити. Но генерално се добива фенилпируват, кој исто така се нарекува фенилкетон. И од таму се потекнува името фенилкетонурија. Односно се добиваат овие фенилкетони, кои понатаму ќе бидат исфрлени преку урината и затоа фенилкетонурија. Значи фенилкетони во урина. Во ред. Ајде сега да видиме некои бројки. Кај нормални индивидуи максималното количество на фенилаланин, така значи на фенилаланин кое треба да се сретне во крвта е околу 120 микромоли на литар. Додека кај индивидуите каде што овој ензим е нефункционален или со намалена ефикасност, кај нив дури може количеството на фенилаланин да достигне 1200 микромола на литар, што е 10-кратно повеќе. Сега постои блага форма на фенилкетонурија. Таа настанува поради тоа да овој ензим постои, али е со помала ефикасност. Така што овој пат се одвива, но не многу. Така што има создавање на одредено количество на тирозин, но не премногу, така што повторно имаме зголемување количество фенилаланин, али не до многу драстични вредности. Акумулирањето на големи количини на фенилаланин и на фенилпируват, односно фенилкетон, во крвта
може да има многу лоши последици врз телото. Генерално, кога ќе се роди детето, првите 2 до 3 недели нема некои значителни симптоми. Значи се зголемува постојано количество фенилаланин, како што нели бебево цица млеко и се акумулира првите неколку недели. Каде што веќе може да почне да се појавуваат некои симптоми. Но околу после 6 месеци има значителни симптоми, односно имаме веќе мозочно оштетување. Кај овие деца се јавува микроцефалус, односно намалена големина на черепот, односно и намален мозок ќе има, нарушена интелигенција и некои други проблеми, но тие се главните карактеристики. За да ова се избегне, детето чим ќе биде диагностицирано, така значи одма се прави диагностика кога ќе се роди, у првите неколку дена дали има фенилкетонурија, мора да биде поставено на рестриктивна диета. Што значи тоа рестриктивна диета? Да внесуваат храна која содржи многу мали количини на протеини со цел да се избегне аминокиселината фенилаланин. Значи сега одредена храна која може да има протеини, или треба да содржи мали количества на фенилаланин. Сега не може целосно се избегнува фенилаланинот, бидејќи како што рековме потребен е за синтеза на протеини, 30% иде таму. Така што не можеш целосно да го исфрлиш, бидејќи не можеш да живееш. И така треба да се тера сега цел живот. Обично индивидуите ако не преминат на рестриктивна диета, не живеат повеќе од 20 години, но со рестриктивна диета, ако се започне уште од почеток кога ќе се роди детето, може да се има релативно нормален животен век. Сега, дали треба рестриктивната диета да ја земе, да ја практикува и мајката додека е бремена? Најчесто да. Значи, мајката додека е бремена може да се установи дека детето е заболено од фенилкетонурија и мајката уште од тогаш ќе мора да иде на таа рестриктивна диета додека е бремена, бидејќи крвотокот на мајката и детето се врзани, така што ако мајката има многу фенилаланин, тој ќе заврши во крвта на бебето, а тоа нема ензим за тоа да го конвертира фенилаланинот, така што ќе биде проблем. Но не е до толку голем проблем, бидејќи мајката постојано ќе го конвертира одредено количество фенилаланин во тирозин, но сепак се препорачува и мајката да премине рестриктивната диета додека е бремена. Сега, кои се симптомите, односно како изгледа нетретирана фенилкетонурија? Како што споменавме, има микроцефалус, нарушена интелигенција, обично не е над 60, што е релативно ниско, 100 е за просечен човек. Има нарушено одење, може да не говори, бидејќи сепак има нарушена интелигенција. Може да има пигментација, нарушена пигментација во одредени делови од телото и урината ќе мириса со карактеристичен мирис. Не можам да го објаснам вака преку видео, мора да се мирисне за да се знае, бидејќи ќе содржи многу фенилпируват, нели, во урината. Мора тој да се исфрли кога тогаш. Сега, постои нешто што се нарекува некласична фенилкетонурија, бидејќи не е засегнат ензимот кој конвертира фенилаланин во тирозин. Така, значи, нормална, класична фенилкетонурија беше овој дека ензим е засегнат, но за да се одвие оваа хемиска реакција, за да биде катализирана, потребен е одреден кофактор, кој кратко се бележи BH4. Океј? Значи има едно долго име. Овој BH4, за да може да се создаде овој кофактор, потребен е друг ензим. Значи овој има еден циклус помеѓу неколку соединенија, но за да се создаде BH4 потребен е еден ензим DHPR, што стои за дихидроптеридин редуктаза. Значи ни треба тој ензим со цел да се направи кофакторот, за да може овој ензим да конвертира фенилаланин во тирозин. Така што и во овој случај, ако го немаме овој ензим, нема да имаме BH4 и овој процес исто ќе не може да се одвива. Иако овде го имаме ензимот. Значи го имаме ензимот, али повторно не може да се одвива процесот бидејќи го нема кофакторот, или ќе се одвива со многу намалена ефикасност. Сега, како диференцијална диагноза помеѓу некласична и класична е всушност количеството на допамин. Бидејќи овој кофактор BH4 исто е потребен за наредната реакција, каде што тирозин преминува во допамин. Така што ако има намалени нивоа на допамина с големиот пролактин,
Во тој случај знаеме дека е всушност проблемот со овој ензим, а не со фенилаланин хидроксидлазата. Значи ова е некласична, каде што ензим кој што е нефункционален, немаме функционален кофактор, не може ова се одвива, иако го имаме фенилаланин хидроксилаза ензимот. Али ова е многу ретко, значи ова се јавува околу 1 до 5% од сите фенилкетонурии. Океј? Значи, сите фенилкетонурии, ова е 1 до 5% овој некласичен облик. Сега постои нешто што се нарекува мајчина фенилкетонурија. Тоа е каде што мајката е таа која има фенилкетонурија, значи она има два рецесивни алела. Да речеме дека мажот бил со два доминантни алела, така што детето сигурно е хетерозигот. Океј, значи детето сигурно е хетерозигот ако вие се двата родители. Но ако мајката има фенилкетонурија, во тој случај 70 до 90% од времето детето кое ќе се роди ќе има ментална ретардација, ќе има срцеви проблеми, ќе има микроцефалус, значи сите карактеристики на фенилкетонурија. Иако самото дете нема фенилкетонурија, ќе ги развие фенотипски исти карактеристики, иако е хетерозигот и нема фенилкетонурија, основно не се манифестира, само е носител. Океј, значи ова е интересно и треба да се знае. Добре, тоа беше се за фенилкетонурија. Сега ќе одиме на следното што е алкаптонурија. Ова заболување исто така се наследува автозомно, рецесивно, значи треба да имаш два рецесивни алели со цел фенотипски да се манифестира и се појавува кај едно од 250.000 новородени деца. Проблемот е да има недостаток на хомогентизат оксидаза. Тоа е ензим кој што катализира конверзија на хомогентизан во малеил ацетоацетат. Вред, значи ензимот ја катализира оваа овдека хемиска реакција. Ако го нема, во тој случај се акумулира хомогентизан, кој исто така ова соединение понатаму се нарекува алкаптон. И од таму всушност потекнува алкаптонурија. Вред, бејќи ова соединение сега ќе го имаме во урината во многу голема количина. И сега ова соединение, алкаптонов, се акумулира така во организмот и ќе се појави во урината. И интересно е кога урината ќе се изложи на воздух, ова соединение оксидира и дава темна пигментација, односно темна боја. Урината ќе се обои црно. Значи ќе стане црна урина. Ја мочаш ќе биде ко темна, ќе биде ко црвенкасто продзирна и ќе стане темна боја. Значи ќе стане црна урината после некое време. И сега, кога го имаш ова заболување, односно кога ќе се роди дете кое го има ова заболување, првично нема проблем, така, значи не се приметува, но со тек на време алкаптонот се акумулира, хомогентизан се акумулира во сврзнато ткиво во организмот и ова може да трае со децении, така акумулирањето, и после негови децении ќе почне да предизвикува проблеми, очигледно. Ќе почне да се јавува темна пигментација на различни делови од телото и ќе има симптоми некогаш и налик артрит, бејќи се акумулира сврзнато ткиво во рскавиците. Ќе почне да се уништуваат зглобовите, не знам, после 50-60 години ќе треба можеби замена пример на колк или слично. Едно од најкарактеристичните работи е да се појавуваат црни точки во склерата, нели, на окото, белката. И ова се приметува, сигурно сте виделе некој човек кој има црна точка кога белката на окото. Ќе се јави пигментација, црни пигментации во кај ушите, бидејќи тие се раскавица, на носната раскавица, на некои тетиви од екстремитетите. Генерално нема некој третман, значи кој е клинички одобрен, кој се знае дека функционира, али некој народно се взимаат големи високи дози на витамин С. Не е клинички докажано дека тоа функционира. Инаку пред како зборев за за некласичната форма на фенилкетонурија, спомнав дека ова е допамин, значи не е допамин, али од ова понатаму ќе биде допамин. Во ред, ова допа е всушност македонски дофа, не интересира се тоа толку, тоа е повеќе биохемија. Океј, тоа беше генерално за алкаптонурија. Значи урината ќе биде црна, ќе се појават ко црни точки, особено во белката на окото. Значи можете да видите на интернет како всушност тоа изгледа.
Следно е албинизам. Албинизам се наследува рецесивно, но не е само автозомно, бидејќи некои од гените кои контролираат за пигментација се наоѓаат и на половите хромозоми, генерално на X хромозомот. Сега, албинизмот се јавува кај едно од 20.000 новородени деца и проблемот е да има недостаток на тирозиназа или пак нарушена ефикасност на тирозиназата или пак нарушен транспорт на меланинот или пак транспорт на тирозиназата. И ова се карактеризира да има потполно отсуство на меланин или пак намалено количество на меланин. Океј, значи или има помалку меланин или сосема го нема. Инаку меланинот е всушност дел од метаболизмот на тирозин. Значи има неколку тирозинази, една тука и една има тука вака некаде, која контролира да од тирозин стигнеме до меланин. И ако ги нема тие ензими, нема да добиеш меланин, нема пигментација. Ако нема пигментација, во тој случај кожата, косата и очите ќе бидат бледи, така значи бели. И ова е интересно да, например, очите, бидејќи ќе нема пигментација, се такви ко сини се всушност, не се бели, но може да бидат така ко сино, бело, прозирни, така што некош може да изгледаат дури и црвени, бидејќи се гледаат крвните садови од позади, бидејќи нема обојување. Вред. И овие индивидуи генерално имаат нормален живот, иако имаат проблеми, например, најчесто со видот, имаат лош фокус, може да се јави страмбизам, имаат нистагмус, значи имаат некои проблеми со видот, генерално носат ночари, имаат, може лесно да се јават изгореници, така при сонце, бидејќи не црнеат, само горат, се зголемени шансите за skin cancer, односно кожен канцер, имаат зголемена шанса за инфекции, бидејќи им е нарушен делумно и имуниот систем, и некои други влијае албинизмот и врз некои други системи во телото, но овие се генералните. Сега, нема лек, значи не може да се реши проблемот, но се взимаат превентивни мерки, нели, за последици кои може да следат. Например, за против изгоредици, се мачкаш со крема за сончање, не излегуваш толкова сонце, се носат соодветни алишта, се носат ночари, ем за гледање, бидејќи е нарушен видот, но исто така и ночари за сонце, бидејќи штети на очите сонцето, и може да се зима тирозин екстра терапија, особено може да се зима повеќе тирозин кај тие кои имаат албинизам, али поради тоа што има помала ефикасност тирозиназата. Во тој случај ако земаш повеќе тирозин, дел ќе отиде во меланин, така што ќе имаш некоја пигментација. Но постојат различни типови, овде како што гледаме, зависи кои гени ќе ги зафати. Има албинизам кој може да биде од овој тип, така, значи OCA1A или OCA1B, и може да имаш тотално целосно отсутство на меланин или пак делумно. Сега не е еден ген кој контролира за пигментацијата, постојат, не знам, голем број на генови, значи пигментацијата на телото е всушност полигена, така како ќе биде интензивно на бојата на кожата, и поради тоа следи правила на полигено наследување, за што нема сега овдека да зборам. Затоа јам говорено во генетика за позитивна дигресија, негативна и така натаму. И за крај во ова видео ќе говориме за цистеинурија, кое е автозомно рецесивно заболување, кое се наследува автозомно рецесивно, значи треба повторно да имаш два рецесивни алели со цел фенотипска се манифестира, и се дели на тип А и тип Б. Зависно кој ген е зафатен, може и двата гена бидат зафатени. Значи, ова се гените SLC3A1 и SLC7A9. Solute carriers, затоа SLC, значи нешто што пренесува нешто од раствор. Генерално, овој ген, например, кодира за тешката субединица од овој транспортеров, додека вториот ген кодира за лесната субединица. И овие две субединици заедно градат ренален аминокиселински транспортер. Значи, ова не е тука проблемот со некој метаболизам, него проблемот кај ова заболување е да овој транспортер, кој се наоѓа генерално на бубрезните
кај нефронот на проксималните каналчиња не е функционален. Поради тоа, најголем дел односно скоро воопшто, немаме реапсорбција на цистеин, орнитин, лизин и аргинин. Но овие не интересираат генерално, не интересира цистеин. Значи нема реапсорбција. Океј? Значи ќе отиде, ќе помине и ќе биде понатаму уриниран и ќе заврши во урината. Иначе исто така има нарушена и реапсорбција во тенкото од цревот, но генерално тоа не интересира. Генерално не интересира дека има нарушена реапсорбција во проксималните тубули. Сега, тоа значи дека ако не се скретира, ќе го има многу во ако не се реабсорбира, ќе го има многу во бубрезите, во мочниот меур и во мочоводот, а цистеин, кога ќе се најде во голема концентрација, тој сака да се врзува еден со друг и прави цистин. Океј, значи цистеин, каде што има една молекула, една аминокиселина, ако две се конјугираат, прават цистин. Океј. И овој цистин генерално прави каменчиња. Вред, значи прави камења во брезите, мочниот меур и мочоводот. И овие камења може па да тоа да прават проблем. Така, значи прават хематурија, односно крв во урината, бидејќи ќе оштетат крвни садови. Ќе има болка, така зависи кај каменчето, нормално, и склони се повеќе на инфекции, на урогенитални инфекции. Сега како се диагностицира? Генерално, урината може првично мириса на расипани јајца, бидејќи има многу цистеин, тиоаминокиселина, значи содржи сулфур, сулфурот реагира со водород, прави H2S кој мириса на расипани јајца. Океј, значи од таму потекнал мирисот. Може да се додаде натриум цијанидно соединение, натриум цијанат нитропросид, кој ќе даде обоена реакција и се гледа. Даде обоена реакција, значи имаме тоа и тоа. Може со HPLC да се детектира цистеин, клинички у смисол дека има камења индивидуата, например млада, овие индивидуи генерално се здрави, али знаеш ке речеш како толку млада индивидуа развила камења во бубрек. Значи може да се посомневаш и може да се направи ДНА анализа каде што ќе се види дека има проблем со дадените гени, односно има рецесивни алели. Третманот каков е? Да се пие многу вода. Значи генерално треба да се пие околу 4 литри вода. Во некоја литература вика 2,5 литри, во некоја литература вика 4 литри, ја ќе речем 4 литри. И пробуваат да се земаат препарати кои ја снижуваат, односно ја зголемуваат pH на урината, да ја направат алкална. Се примаат главно калиумови цитрати, се гледа да се внесува помалку протеини во исхраната, генерално храна која содржи тиоаминокиселини, например белки од јајца. Се препишуваат некои лекови кои ја зголемуваат расфорливоста на цистеин, така што повеќе да го мочаш да не формира бубрежни каменчиња. И ако дојде до крајна фаза, значи може да се оперира и да се отстранат. Така, значи се има операција, се отстрануваат каменчињата и ќе бидат како жолти, како со восок конзистенција ќе имаат камењата, и по тоа се знае дека стварно ова е цистеинурија, а не е нешто друго, што се настанати камењата. Океј, тоа беше генерално се за ова видео. Постојат и многу други заболувања кои се поврзани со нарушен метаболизам на аминокиселини, но овие се некои кои сметам дека онака се почести. Тоа беше се за ова видео и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.